постои поголема среќа, радост, блаженство, кој со себе ги носи пристигнувањето на новиот член во домот. Пресрекни родители, возвишени чувства, но и мал страв, неизвестност која произлегува од прашањето: што понатаму? Дали ќе успееме да се снајдеме во улогата на родители надвор од болницата, каде што се беше полесно затоа што за сите работи околу бебето се грижаа стручни лица? Ке не биде ли? Доење, бањање, нега на папучната врвца, пресоблекување, положба за спиење. Младите родители имаат голема потреба од охрабрување и подршка, разјаснување на дилемите и одговор на сите нејасни прашања, врзани со новиот член на семејството. И тогаш, секако, на помош стигнуваат поискусните. Бабата, свекрвата, соседката, тетката, золвата, пријателката, секоја од нив споделувајќи го сопственото искуство. Советите некогаш функционираат, но некогаш, ке се согласите, тешко ни оди да дознаеме зошто бебето постојано плаче, зошто не се смирува и покрај се што правиме. Дали е гладно? Папелената сега му ја сменивме, го боли ли нешто, му пречи ли гласот од телевизорот? Што да правиме, дали грешиме некаде? Бебето ни кажува, но ние не умееме да го разбереме. Или со други зборови, потребна ни е стручна помош и подршка. Токму тоа е и улогата на патронажната сестра, подадена рака на сите млади родители кои се во самиот почеток на родителството, процес кој трае цел живот. Влегувањето на патронажните сестри во домот на новороденчето носи мир и спокој. Тоа е моментот кога родителите може да здивнат, да се опуштат за миг и да прашаат се што сакаат, а се однесува на негата на бебето и мајката. И разговорот вообичаено почнува со прашањето: како ја поминавте првата ноќ со новороденчето во домот? На тема улогата на патронажните сестри разговараме со Јулијана Маџовска, дипломирана медицинска сестра со над 30 години професионално искуство. Добар ден и добре дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Добар ден, добре ве најдов и благодарам за потенцирањето на нашата. Убаво е да ве имаме во нашето студио, убаво е да почувствуваме дел од мирисот кој го носите со себе. Тој специфичен, бебешки, опоен мирис со кој вие секојдневно се сретнувате. Убаво ли е да се биде патронажна сестра во земјава? Моето лично искуство, мислам дека кога пак би бирала со што би работела во здравствениот систем како медицинска сестра, иако додека се школуваме во средно на високите стручни школи, синоним за медицина, медицинска сестра ни се бели мантили, маски, хируршки сали, ракавици, ургентни состоби. Тука ја доживував медицината, додека барем средното училиште додека го завршував. Меѓутоа кога почнав да работам како патронажна сестра, не после многу долго работење, кога поредот, сплетот на околности ме доведе да ја менувам главната сестра која беше на малку подолг период на боледување, и тогаш всушност сватив дека мојот однос семејство, мојата посета во семејството повеќе ме исполнува отколку канцелариско работење или работење на другите делови во примерното здравство, бидејќи патронажната служба е дел од примерното здравство. Во нашиот град конкретно дел од службата од на здравствен дом Скопје. Многу е не знам како да се изразам, поубаво да сте во домот за нешто што колку и да е трауматски настанот, сепак предизвикува позитивни емоции, отколку да сум на детското одделение каде што ви доаѓаат болни дечиња, па тука се, барем во моје време, многу се дава парентерална терапија. Дневно може би по над 100 мускулни инекции, ви боцкате мали дечиња кои плачат, и тоа е на некој начин пак да пристапот да ви е позитивен, да што помалку биде. Меѓутоа, во семејството, во домот, сатисфакцијата кај мајките, поздравите кога ќе ве сретнат на улица, мислам дека пак би ја избрала оваа професија и ова работно место.
Во првите денови по пристигнувањето на новороденчето во домот, вашата посета е повеќе од очекувана и добредојдена. Особено за оние родители кои за прв пат се во таа улога. Која е всушност целта на патронажната посета? Кога се случува и како изгледа вашата прва посета во домот на новороденчето? Целта вие во воведот веќе ја кажавте, но колку и да се родителите информираат, поготово во денешницава, бомбардирани од разноразни информации, од пишани, од електронски медиуми, ако јас на почетокот кога почнував да работам далечната 85-та, морав да се конфронтирам со постарите генерации, да ги убедиме дека ова нешто веќе не функционира и треба да се смени. Како почна развој на електронската технологија и пристапот до информации, мислевме дека ќе останеме без работа, бидејќи информации може да се добијат на секој чекор. Напротив, значи колку повеќе информации, толку повеќе прашања и толку повеќе давање одговори на тие прашања. Меѓутоа, она што ќе го одговорите и што ќе го покажете практично нема замена од пасивно одговарање. Така да нешто службава со одржлив развој, туку е уште побарано, поготово од овие што ги потенциравме, младите родители, нови генерации со нови сваќања, нов начин на родителство, каде што се вклучени двата родитела активно, што е за поздрав. Многу голема разлика, ако правам споредба од почетоците и сегашноста, да кажам. И добра организација од аспект на електронската комуникација, бидејќи можете да се најавите и да договорите посета, за разлика од порано, кога добивавме списоци, бевме многу помалку, не можевме да се стигне на време. Зборувам тоа до 80-тите. А сега добиваме податоци на време, сите породилишта, вклучувајќи ги државните породилишта, се задолжителни да даваат податоци за секоја родилка, значи име, презиме, кога е породена, адреса и контакт телефон, и кога го имате телефонот, се јавуваме и планот, мислам, по програма треба да ја посетиме мајката ден после отпуштањето од породилиште. Значи една проспиена ноќ со советите од породилиште, следниот ден настапуваме ние. Така, според програмата за превентивна здравствена заштита на мајките и децата, секој новороденче треба да се посети 2 пати во првиот месец и уште 3 пати во текот на првата година. Каква е ситуацијата во пракса на терен? На пракса е многу поинаку и ова го кажуваат и бројките на месечните извештања што ги даваме, пошто ние нотираме прва посета и секоја последователна посета. На крајот на криштата, во текот на годината, значи од раѓање до дека наврши една година, новороденото, односно доенчето, ги добива тие 5 посети, некои повеќе. Меѓутоа, дефинитивно сме многу повеќе потребни во првиот месец. Значи, од 0 до 30 дена, додека се си дојде на свое место и си почне со нормален физиолошки тек. Така е направен планот за посетите, кога има промени во однос на психофизичкиот развој и потребите на доенчето, најчесто околу 5-6 месец, кога се почнува воведување на вештачка храна, доењето пред се, меѓутоа по 6 месеци веќе се почнува со овошни и зеленчукови кашички и така натаму, и се следи психомоторниот развој на новороденото. Една петата посета беше мислам, по програмата некаде во 11-тиот месец, исто поради тој стимулирање на раниот детски развој, меѓутоа мислам дека таа посета најмалку се остварува, бидејќи повеќето од дечињата се во социјалните установи за згрижување во градинките, но и да ги чува баба дома, малку потешко со бабите, обично сакаат со родителите тоа што треба да го спроведува. Да. Споминавте дека првата посета се одвива веднаш после легувањето од болница, односно после првата преспиена ноќ. Дали родителите можат само иницијативно да ве побараат? Ме интересира како се одвива комуникацијата понатамо. Дали може самите да ви се обратат за помош? Имаат ли ваш број? Како функционира таа комуникација? Патронажната служба во Скопје е организирана во, да ги наречам, 5 центри во
5 односно 6 поголеми поликлиники. Тоа е поликлиника Битпазар, поликлиника Ѓорче Петров, Јане Сандански, поликлиника Ченто, Чаир и Драчево, малку како специфична амбуланта, бидејќи е прилично подалеку од градското подрачје. Така да таму се стационирани патронажните сестри секое утро и од 7:30 до 9:30 тие се таму и постојат фиксни телефони на сите служби. Мислам дека ги има негде во медиумите и на веб страната на Здравствен дом, така да таму може да не побараат. Може и само иницијативно, меѓутоа бидејќи службава постои веќе ако јас сум 36 години полни стаж и пред тоа мислам дека веќе населението знае каде да се обрати. Од друга страна, дури еве сите, и мајката има матичен лекар и да не знае каде да побара помош, матичните лекари им укажуваат. Така да лесно може да најдат. Не е проблем да ве најдат, со други зборови, доколку сакаат. Доколку сакаат и не наоѓаат. Обично во породилиштата што ги добиваме податоците се во ред. Многу се случува да има пропуст заради несоодветна адреса, на бројка погрешен телефон, меѓутоа се може да не побараат и да побараат посета. И уште подобро во случаеве да се вратиле дома и не нема, веднаш нека се јават. Така, постојат ли патронажни посети во периодот на бременост? Ме интересира колку се тие чести или пак се одвиваат исклучиво после породувањето? Постојат и по програма треба да се посетуваат бремените жени и тоа после вториот триместар и тука има некои бројки за планирање. Многу мал број од тие посети се остварува од мојава работна единица, од извештаите месечни, ја што ги сумирам на крајот, најчесто тие посети се во руралните средини, бидејќи таму населението се познава. Проблем за бремените беше доставување на податоци, значи секој матичен гинеколог има за обврска да води регистар за ново регистрирана бременост. И имаме сега пристап на тие податоци преку мој термин, бидејќи преку мој термин ги мора да ги заведат. Некогаш е проблем, значи трудниците работат, се вработени. Значи може да ги сконтактираме на телефон и да кажеме кога ќе бидат дома да дојдат. Меѓутоа сум посетувала трудници, меѓутоа многу поретко. Ви кажа, вработени се и обично последниот месец, не знам колку е законскиот обврска да мора да останат дома, и таа посета најчесто се сведува на еве се запознавме, се познаваме, да се слушнеме кога ќе се дојде новороденото на свет и ги припремаме така наречена психофизичка припрема за породување, колку може во домашни услови. И на некој начин да знаат дека вие сте тука за нив. Така е, и највеќе ги интересира што им треба од техничка гледна точка, дали обезбедиле све и така натаму. Инаку постојат покрај во породилиштето на клиника невладени некои, значи точно имаат часови за психофизичка припрема на трудница со вежбите за дишење, што се многу битни патам. Да се вратиме на родителите. Кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат родителите и новороденчето во првите денови од нивниот заетнички живот? Најчестите проблеми, најчестите прашања зошто бебето плаче. Ајде вака, како изгледа една патронажна посета, нели, договорена сме се слушнале, од прилика можеме и да темпираме време, затоа што нас ни е многу битно доењето, дали е воспоставено и на кој начин, дали е во ред, затоа што добро воспоставено доење, позиции за доење, прави да доењето биде задоволство, а не проблем со рани на ранички, така наречени рагади. Не треба да боли доењето. Тоа е тоа. Многу брзо се случуваат несакани последици ако не се изреагира, мислам ако сето ова не го спроведеме, значи правилно наместење на дојка и обично договараме од прилика сега ако бебето спие, барем кога би станало да не се случи, да дојдеме дома и да чекаме саат време да стане, така да една посета со друга се разликува, никогаш не се шаблон. Меѓутоа, во посетата ние мора да направиме увид во медицинската документација што го добија во породилиште. За новороденчето има картонче на кое ги пишува сите податоци, околу
родилна тежина, должина, одредени наоди, начинот на кој е дојдено на свет, нормално породување, физиолошки или царски рез и така натаму, како и отпуснато писмо за каде што стојат податоците за мајката. Понатаму, околу новороденото, значи, ја кога кажувам системски преглед, тој не е класичен преглед, значи, да мајките, дури они не знаат дека ете со тоа ние со облекување, да видиме папче, буквално ја следиме целата состојба на новороденото, од бојата на кожата, промени на очи, на јазиче, мислам, има ситуации кои се физиолошки до одредена граница, меѓутоа по одредена поминуваат во патологија, значи сте слушнале она физиолошка жолтица, значи пребојување на кожата, промени на кожата, дали има некој осип, секрет на очињата, бели наслаги на јазичето, папчето е приказна за себе, особено ако се појави крв, па така некој драматично ја доживува. Сите тие состојби може да донесат до паника, значи во однос на тоа колку родителите се приемчиви за значи има мајки што едноставно папичната рана не може да ја гледаат. Значи индивидуално е, меѓутоа сето тоа се случува, значи состојбата на новороденото и кажуваме што да се прави. Ако не може мајката, може би таткото, значи свекрвата. Третманот, да, со што се третира и кога се гледаме повторно, оставаме контакт телефон. И најбитното, значи за се ова друго може и друг да помогне, меѓутоа само мајката може да го надои. И се трудам, барем јас се трудам, соодветно да ја обучам мајката како да го поставува на дојка. Кои се начините на, бидејќи третиот ден после породување, мајките не може да завземат физиолошка положба за доење, онака како што јас посакувам, па нешто модифицираме, меѓутоа целта е да новороденчето на соодветен начин ја прифати дојката, со што би се избегнале дополнителни ранички, тие пукања, рагати, што ќе направат проблем. Дополнителни. Значи, јас со еден збор, значи сето тоа што се некои ситници, некои финеси, кои со многу малку труд може да вродат со многу плод и да тоењето биде И ако почне правилно од првиот ден, ќе зашто трае. целта е соодветна позиција, нема ранички, за што пократко време да се исцица максимум млеко. Бебето голта помалку воздух, а мајката пократко време ја брадавката, значи на влажна површина и подложна на пукање, бидејќи бебето ствара напор шмука за да извлече оноliko колку што му треба. Бебето цица кога сака и колку сака? Тоа е препораката и на УНИЦЕФ. Да, цица кога сака, колку сака. И сега проблем е што дури и кога не е причината глад, реакцијата со плачење и со барање десно-лево и значи чувство на полна уста, пак треба да се смири на дојка, меѓутоа тогаш еднаш два пати ќе повлече и ќе престане. Апсолутно не е погрешно, малце мачно за мајката, бидејќи на некој начин не може да одвои време за себе. Да не ја забравиме и мајката. Вие всушност кога влегувате во домот, вие ја прегледувате и мајката на некој начин, односно тоа е практично наблюдување, долгогодишно искуство, точно може, мислам да со прво влегување во, мислам, не знаете карактерни. Затоа е убаво да се знае како бремена. Значи, се запознавате на некој начин, некои карактерни особини. Значи, има мајки кои настапуваат премногу заштитнички. Па внимавате, ако има некоја, условно кажано, патологија, на кој начин ќе соопштите дека на бебенцето треба да го види и педијатар. Значи, некој драматично го доживува, некој може да не го свати, ама зашто може би не треба, значи, нешто е измеѓу, не може и премногу драматично да не делува травматски, меѓутоа не заинтересирано и едноставно да не ве послуши, да не појдат на внимателно, лекар, со друг збор. И околу, мислам, сепак е посебна емоционална состојба. Можда породувањето го замислувале поинаку, неспиењето, значи новороденчето има своји потреби, некои цицаат на 2 часа, некои на час и половина, некои на 3, правила нема. И тогаш советуваме адаптирање спрема потребите на новороденото. Тоа е период кој не трае
долго додека се воспостави некој ред ритам, после све си доаѓа на свое. И кој ќе ме сретнат после месец, месец и половина, се уверуваат дека било така, меѓутоа треба да се издржи. Да. Како правилно се негува папучната врв? Сете тој не е проблем, тоа е нормално, нели, нешто што се случува после раѓањето, меѓутоа голем дел од родителите како што видите паничат или се плашат, некои реагираат вака, други така. Како правилно се негува папучната врвца во домашни услови? Бидејќи долго време работам, сум сведок на повеќе ставови и ниту еден не бил погрешен. На почетокот беше до паѓање ништо да не се става, значи само да се внимава да биде тој дел што треба да отпадне сув, некротизираниот тел да биде сув, да не се кваси. Во случај да ако пред време одлепи од некаде, почне да се цеди некој секрет или крв, се препорачуваше антибиотски прашак за папче. Некаде 2001-2002, не се сеќавам точно, имаше едукација на сите патронажни сестри, нови пристапи, нови ставови, усогласени со светските, што најчесто ги пропагира УНИЦЕФ, као есенцијална нега на новороденче. Тогаш се почна масовна примена на премачкување, значи тапкање, пребришување на оној источен дел што треба да отпадне и делумно околу кожичето внимателно со 70% алкохол. Тоа е се уште до ден денес. Алкохолот не ги пече, не ги боли, тоа е некротизирано ткиво, нема нервни завршетоци. Меѓутоа има ситуации каде што еве, како што кажав, пред време да одлепи еден дел, а не е отпаднато скроз, па гледате испост дека има некои слузави фибрински налепи, некој може да се препорача и антибиотски прашак. После паѓањето обавезно доаѓаме и тогаш го следиме и тогаш може одиме и еднаш, два пати и три пати, зависи од индивидуалната изглед на папчето. Во одредени ситуации после паѓање и 3% хидроген знае да даде ефект, меѓутоа со хидрогенот најчесто ние ракуваме, бидејќи тој мора убаво да се исуши, за разлика од алкохолот кој да не го избришете сам ќе испари. Тие се генерално ставовите не само кај нас, него и насекаде. Значи се индивидуално и зависи од ситуацијата во која што Не посакувана состојба која исто така не е некоја драматична, е тој гранулом, тоа е инфективна состојба на папокот кој има потреба од од третман, така наречена лапизација, премачкување со сребронитрат, и тоа гранулационо ткиво се некротизира заедно, со дејството на сребронитрат. Кои се идеалните услови за капање на бебето и колку често треба да се бања? И тука има нови ставови, ако на времето се препорачувавме да се капат секој ден, правила околу утринско или вечерно капење исто е индивидуално од можностите на организирање, да кажем, бидејќи сепак за капење треба двајца на почетокот. Некој треба да полева, некој да држи новороденче. Лесно е да се држат 3 кг една рака, меѓутоа 3,5-4 е малце потешко, поготово за полевањето на крајот. Сега новите ставови дека не мора да се капе секој ден, 2 пати неделно до 3, значи не е преку еден ден, меѓутоа не е обврзно. Капењето покрај, значи одржување на хигиена, бидејќи бебињата има она природна дескламација на тој горен слој на кожата, покрај хигиена и еден вид бања им доаѓа, бидејќи од телесната температура се потопува во малце потопла вода, мрда бебето, се подобрува циркулацијата, така да од капењето само позитивен. Еден ритуал на некој начин. Да, ритуал. Едино што до паѓање на папакот велиме да се полеваат со проточна вода, не да се легнува во корице. Штом папакот зарасна, веќе може баш оној убав ритуал и обично бебињата уживаат. И тогаш навистина уживаат и родителите и бебињата, да. Стомачните грчеви, коликите се проблем кој што ги загрижува родителите. За каква состојба станува збор и кои се вашите препораки за нејзино облажување? Практично да нема новороденче, односно доенче, што првите 3 до 4 месеци се тие така наречени колики.
Бебињата се раѓаат со незрел систем за варење. Недостасуваат и ензими, недостасуваат пробиотски бактерии во цревата и сето тоа го отежнува варењето на мајчиното млеко, иако е најсоодветната храна. Меѓутоа, некои бебиња ќе се згрчат, ќе се вцрват, нема ни глас да пуштат и ќе почувствуваат и гасови дека испуштаат, меѓутоа некои бебиња драматично плачат. Магичен лек Неутешно нема. велат. Постојат препарати, барем пазарот нуди препарати, дали се пробиотски капки, дали се капки кои го надоместуваат ензимот кој црниот дроб не го лачи, препарати од типот на симетикон, значи хемиско средство кое механички делува од големи балончиња, мислам големи меури во цревата прави мали за да не го тегнат, да не ги тегнат црвцата што уствари ја причинуваат болката. Ние препорачуваме соодветна позиција кога веќе постои болката. Значи кога боли мешето е да се заврти на меше, меѓутоа во раце кај родителите, самиот притисок на телото на мешето олеснува да тие гасови излезат. Кратко трае тој период и обично нема драматични периоди секој ден. На 3 дена. Но сликата е застрашувачка. Сликата е застрашувачка. Индивидуално е од бебенце до бебенце. Некој драматично кога што поминува, не е ништо загрижувачки. Кога зборувавме за мајките, она што сакам сега да ве прашам, колку често вие се соочувате со постпородилна депресија кај мајките и како вие всушност им помагате? Лесни форми на, не можам ни да ги наречам депресија, меѓутоа реакција на новото настанато, новиот начин на живење со сите промени што тој ги донел. Сум имала ситуации кои прешли од другата страна. Најчесто се консултираме со таткото, бидејќи додека зборувам точно се сеќавам на последниот случај. Значи да обрнат внимание, бидејќи сепак они како карактерните особини на мајката највеќе ги познаваат, значи потесниот круг на семејството и му кажуваме кога да, ако има драматични, да не може да спие, различна реакција е, мислам, кога преоѓа во патологија. Ако е само промена на расположение, тогаш спонтанно проаѓа, тоа е дејството на хормоните. Меѓутоа следно нешто се тие постпартални психози кои се многу неубави и непосакувани да се случат и тогаш баш мислам да ја следат мајката и во случај да и почесто одиме. Сум имала ситуација да се консултирам и со матичната лекарка на родилката, бидејќи и она ја познава како свој пациент, меѓутоа ако се реаги на време, све се завршува. Тајмингот е битен. Да. Кога е време за прв преглед на педијатар, односно кога бебето се носи на еден комплетен преглед на педијатар? Сега, мислам, наназад не се сеќавам колку време, од породилиштата им советуваат во првата недела веднаш да ги однесат на педијатар и се тоа може би во ред, меѓутоа педијатрите ги нема во примарното здравство. Од друга страна, со нашата посета, значи, ако е све како што треба, значи, нема никаква патолошка состојба, жолтица нема, почнало да цица, гледаме дека добро напредува, има знаци кои укажуваат дека бебето доволно цица, што ја учиме мајката да ги следи. Папчето зараснува без проблеми, ако све во ред. Првата контрола треба да е на 1 месец, да се провери тежината и едноставно лекарот ги прави оние први прегледи на примитивните рефлексии и така натаму. Меѓутоа, вагата ни е најбитна, бидејќи одоко има знаци кои укажуваат дека бебето доволно цица, меѓутоа го има оној минимум кој треба да го добие за 1 месец. Отстапки од 100-150 грама не се драматични, се форсира доењето, меѓутоа ако е све во ред, значи на крајот од првиот месец.
затоа што тогаш и ќе добијат, ќе лекарот ќе им советува да закаже термин за првата контрола на ортопед. А ако има патологија, ние кажуваме веднаш се реагира веднаш да се реагира. Кои се знаците дека бебето доволно цица, дека добива доволно млеко, како мајките да знаат? Има повеќе аспекти, значи од аспект на ако се следи новороденчето, прво убава поставеност на дојка, значи што поголема количина од брдавката е да е што подлабоко во устата, поглед на сликата па одговара на ова што го кажувам. Додека трае цицањето, да се слуша дека бебето голта. Значи голтањето може да испушта звуци, меѓутоа се гледа и по самото бебе дека голта. Првиот дел од подојот е малку по-активен, па таката бебето почесто голта. Како почнува да поминуваат минута, 2, 3, 5, како мешето почнува да се полни, станува попасивно, значи паузите се подолги, а голтањето пократко. Тој тип на цицање од прилика трае 10 значи такво цицање 10 до 20 минути е сосем доволно да новородениот исцица онолку колку што му треба. Сега за да тоа биде олеснато, оноа позицијата на мајката, да дојката буквално виси над бебето. Јас најчесто им кажувам, замислете дека ви дојката шише, како би ја поставиле во однос на новороденото. Значи сите услови да ги исполнимо за да биде што поолеснето. А понатаму, изгледот на мешето, кој ќе го соблечете голо, мешето штрчи над нивото на ребрата, значи надувано меше. Обично кажете, леле, зашто му е вакво мешето, кожапче. Треба да е такво. Мокри пелени и бојата на каката жолта со некои така бели зрнца, меѓутоа бебињата кака течно, што е природно, меѓутоа течниот дел се упива на памперсот, нешто суво да останат. Значи тоа е, сите тие знаци сена. И пред подој дојката е полна, тешка, после подој веќе омекнува. Сите тие знаци се дека бебето солидно цица. И вагата е онаа што последна ни потврдува дека е така, навистина. Да. Напреди. Квалитетните патронажни служби се од суштинско значење за превентивната здравствена заштита. Потенцираат и од УНИЦЕФ, кој направија функционална проценка анализа на патронажната служба. Што е нотирано во овој извештај на УНИЦЕФ? Кои се најголемите слабости на службата во земјава и како да се подобри нејзиното функционирање? Бевме вклучени сите патронажни сестри од сите центри по 2 по 3 на тие работилници во кои се правеа анализите. Нешто прочитав од анализата, ама не ја до исчитав до крај. Поставеност организацијска на патронажните служби, дури не можам ни служба да ја наречам, бидејќи законската норма е служба е само ПЗЗ, примарна здравствена заштита служба и која општина е. Во тој дел имаме ординација за училишни деца, тоа се превентивните прегледи на училишните деца, превентивните прегледи на деца до предшколска возраст, каде што се вакцинира, така наречени вакцинални пунктови, и тука и патронажната служба. И се што патронажната, не знам, не е служба, ние со терминологијата остана така да ја велиме. Меѓутоа со нас како кадар располага главна сестра и управител на таа примерна здравствена ПЗЗ служба. Сега, во случај на недостаток на персонал, на вакцини или еве конкретно ковидот, точно дека беше вонредна ова состојба, нас не мобилизираат. Ајде, тоа е едно. Второ, нема, и јас откако работам, ние сме врзани, секоја сестра има своја територија, така наречен свој микрореон. Меѓутоа, ако мене ме нема подолго време на боледување, кој дел од мојата работа, значи еве конкретно, втора, трета посета може и да прерипаме. Меѓутоа, дали прва на мојот терен треба да остане неостварена од некоја моја колешка, значи замените. Некако е не... Вие немате замена во тој случај? Ние се менуваме колку можеме да постигнеме.
да кажам, конкретно во мојата работна единица ние сме доволен број на патронажни, па успеваме Може да се покриете. Меѓутоа, бројката на сестри е прилично намалена. Дури и од анализата кога ја почнале да ја прават 21 па до еве сега 23-та, мислам дека 10 сестри се сигурно заминати пензија, кои променил работно место од здравствени причини. Тие делови не се решени. Имаме електронска евиденција, значи мој термин и треба да се води. Мислам да подобјаснам, она што ние го гледаме на терен, значи евиденцијата од најдената состојба патронажна, значи од самата посета, се води во електронска евиденција мој термин, во која ќе има увид и матичниот лекар на самото новородено и гинекологот од мајката, значи еден врзан систем. Од технички аспект ни фали опремено, значи поврзување на интернет, има се уште дел од мали амбуланти каде што нема интернет, немаме доволен број на компјутери, ајде тоа да административен. Има прилично. Како излегувате на терен? Имате возила? Никогаш не сме користеле Како возила, одите во посета? Јавен превоз, значи секогаш сме користеле јавен превоз, сега и тоа е, да кажам, од аспект на, затоа се тие колку посети треба да оствари сестра во градско подречје, каде што, да кажам, мојот реон што го одржев, да стигнам до таму и пешки го поминувам. Меѓутоа, колешки што работат по селата, возниот ред зависи од, така да они може да изгубат, колку време ќе изгубат за време на посету, што толку да изгубат додека стигнат таму. Па и повеќе. Па бидејќи ги знам горе-доле сите, барем зборувам за моја работница единица од кај што доаѓам и повеќе. Некаде има, сега мислам дека со тие концесии картите што ги добиваме, автобуски карти, важат за сите превозници, инаку кога ги нема, да кажеме, во Огњанци оди комбе, не ви важи картата. Се тоа реални проблеми со кои што се соочувате и на кои што треба да се работи. Правејќи паралела, да кажеме 2004 моделот кој го земавме и тогаш имаше еден проект за реорганизација на патронажна служба, ние го земавме моделот од Словенија, Марибор беше колаборативен центар, со тоа што и рурален и урбан дел. Значи во руралниот дел секоја сестра имаше возило, тоа беше некаде 2000, значи пред 20 години. Сите сестри во руралното подрачје има возило, меѓутоа они покрај превентивниот дел, ова што го зборувавме ние, работата и куратива, тоа е делокругот на нашата домашна посета. Кај нас никогаш до крај не се имплементира баш таков, мислам, тој модел и така останавме на нешто измеѓу. Во моментот просечната возраст на вработените во поливалентната патронажна служба е околу 50-60 години, што значи дека во следните 5 до 7 години голем дел од вработените ќе ги исполнат условите за пензионирање, така што бројот на патронажни сестри дополнително ќе се намали. Тоа е исто така нотирано во извештајот на УНИЦЕФ, каде се нагласува дека без големени напори за привлекување млад кадар ќе се доведе под знак прашање функционирањето, односно одржливоста на патронажната служба. Како да се привлече млад кадар и како воопшто се станува патронажна сестра? Патронажна сестра се завршува средно медицинско, сега во систематизациите на мојава институција, местото патронажна сестра е со средно образование, а предметот патронажна диспанзерска дејност со патронажа се изучува на високите стручни школи. И тука е малку парадоксално. Меѓутоа, познавање од педиатрија што учат во средните училишта и другиве медицински науки кои треба за работа на терен, се доволни, желба и да се, мислам, додека постојат ветераниве, да кажам на некој начин, да ги обучиме. Јас на почетокот кажав, значи индивидуално секој кога ја бира професијата, најверојатно има одредени очекувања. Ако работењето, значи резултатите од тоа што го работите
Мислам да, не знам, очекувањата, ако се чувствуваат задоволни додека трае, значи со задоволство ја работата, тогаш апсолутно нема зошто да се мислат да ја изберат. Многу трпение, емпатија важи за сите медицински сестри каде год да работат. Ова се баш мислам во другите случаеви пациентите ви доваѓаат вам во институција, а ова е вие им влагате во интимата и треба и искуство и Така, сестра Јулија, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од подкастот Ваш педијатар. Ми беше навистина задоволство да разговарам со вас и ве очекувам во некоја наредна прилика. Благодарам и мам, се за нашите најдраги и најмили. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте, а доколку ви се допаднавме, не заборавајте да кликнете subscribe на нашиот канал, за да бидете во текст со најновите информации од областа на педијатријата, презентирани од врвни домашни стручњаци во својата фела. Станете дел од семејството на Педијатар МК и секогаш добивајте проверени и точни информации кои произлегуваат од медицината базирана на докази.